Благодарам, брат Дуран, на твоите воведни зборови, кои што многу личат на почеток на проповед. Значи, можеше да продолжиш и да одржиш цела проповед. И ова книга, за која што ти зборуваше, таа е книгата на Заветот. Како што носи наслов целата библиска поука за ова тромесечие. Книгата на Заветот. Друга книга и немало. Израелците, кога излегле од Египет, не понеле книги. Не биле ниту писмени да читаат. Мојсеевото писмо беше првата фонетска азбука. И оваа книга е првата книга која што била пишувана на таа азбука, на еврејскиот алеф бет, според првите две букви. Алеф, што значи, знаете? Вол. Ако буквата, големата буква А, ја завртите наопаку, што ќе добиете? Помалиот триаголник е главата на волот, а краците се роговите. Ова малку за оние што, за еден наш поранешен пријател, кој што не разбираше зошто еврејското писмо и еврејската азбука се првата фонетска азбука, гласовна азбука. Тој мислеше дека се македонското. Во староеврејското писмо, исто така, буквата Ш, или на еврејски Шин, е многу слична, како и на денешното сириско или арамејско квадратно писмо, што го користат евреите, и со нашата кирилична буква Ш. Зошто буквата Ш има таков изглед? Значи, хоризонтална линија со три краци, вертикални. Затоа што шин, како што се вика буквата на еврејски, шин значи заби. Буквата Ш личи на заби. Да беше, бидејќи ние велиме заби, значи првата буква од именката Заб е З, да беше македонското писмо, најстарото писмо, тогаш ние ќе користевме буквата Ш со трите краци, за да значи З, а не Ш. Зошто значи Ш? Затоа што на еврејски забите, забот се вика шин на еврејски. Затоа е, и да не наредам еден куп други примери. Например, бет, втората буква бет, значи дом, куќа. Бетлехем, домот на лебот. Бет-ел, домот Божи. Кои други зборови? И бет се пишувала како кукичка, бидејќи тоа значело. Тоа само примери, зашто тоа писмо, кое што започнува со Мојсей и со оваа книга, е најстарото гласовно писмо, фонетската азбука. Пред тоа пишувале со клинестото писмо, со кинеските знаци, значи кои што не се фонетско писмо, не се гласовна азбука. И сега следува предавањето. Избрав да направам пауза од темите за воскресенијата, за библиските записи за воскресенијата, па некако се погоди тоа што и сестра Перса е отсутна, бидејќи таа даде точен одговор на прашањето за преостанатите старозаветни воскресенија во врска со пророкот Елисеј, па ќе продолжиме на некој нареден пат, кога и таа ќе биде тука одново.
А исто така, поголемата причина зашто денес сакам и во проповета да зборувам на темата што беше нашата библиска поука, е затоа што мојот пријател Клифорд Голдштейн исто така не ги разбира двата завета, за жал. Според оно што го забележа во денешната лекција. Јас ја читав лекцијата на интернет на англиски, тука пред себе имам српска. Намерно инаку му реков на Борче уште минатото месечи да има уште една српска за нас, бидејќи кога е македонска, ќе се најде некој што ќе ја земе. Некој што му треба поука, не зел, вака ќе биде српска и никој нема да ја зема, ќе си биде за нас, така јас и Борче секојаш ќе имаме поука, без да мора да позаимуваме од некој друг кога нема, кога има недостиг на поуки. Па ќе поборам ваша помош, иако верувам дека и македонскиот превод е соодветен на српскиот, како и на англискиот оригинал. Да отвориме прво во саботниот одсек, значи во самиот вовед на поуката, на денешната лекција. И би сакал некој од вас да го прочита вториот пасус, значи после стихот Тит 1.2, вториот пасус, каде што се споменува вечниот завет од саботниот одсек на поуката, значи 9 октомври. Кој би сакал да го прочита? Повели Љубица? Би сакал да видам како звучи преводот на македонски. Оттаму не чуди што Библијата на други места зборува за вечниот завет. И сега се надбројуваат стихови прва Мојсијева. Прескокни ги тие, прескокни. Да. Зашто суштината на Евангелието е заветот, а суштината на заветот е Евангелието. Бог во својата спасоносна благодат и љубов ви го нуди она што не го заслужувате и што никако не можете да го заработите, а вие одговарате така што му возвраќате со љубов, со сето свое срце и со сета своја душа и со сиот свој разум и со сета своја сила. Марко 12:30. Љубов која се изразува преку послушност према неговиот закон, бидејќи љубовта кон Бога се состои во ова, да ги пазиме заповедите негови, а неговите заповеди не се тешки. 1 Јованово 5 глава 3 стих. Благодарам. Преводот верно го прати оригиналот. Иако македонскиот превод е превод од српскиот превод, значи превод од втора рака, но сите се верни на оригиналот. Ајде да поставам едно прашање. Што мислите? Каде јас гледам проблем во овој пасус? Ако се сеќавате од поранешни мои предавања, проповеди, може би приватни разговори и така натаму. Текнува? Не ви текнува? Се гледа нешто? Не се гледа? Сега ќе подстам на еден одговор што го даде сестра Сенета за време на поуката. Во врска со Божјата љубов. Бог во својата спасоносна благодат и љубов што прави? Во пасусот што го прочита Љубица. Бог во својата спасоносна благодат и љубов што прави? Ви го нуди. Ово зборче открива дека авторот не го познава Евангелието толку длабоко. Да се сетиме, Римјаните 5.8.
Што направи Господ? Ајде да го прочитаме уште еднаш тој стих. Да отвориме. Римјаните, 5 глава. Видите, Господ на израелците не им понудил брак. Ако е нуди, значи ти нудам нешто, ако го одбиеш, ќе го имаш тоа нешто? Не, нема ни да го добиеш. Пример, ви нуди некој 3 милиарди долари заради кои што оној се фрли од зграда во Нью Йорк. Некој да ви нуди 3 милиарди долари, ако вие ги одбиете, ќе ги имате тие 3 милиарди долари. Ако ги одбиете, не. Дали Господ ни го понудил само сето ова што не го заслужив? Или го дал? Тој веќе го дал. Господ веќе ја поднесе жртвата, уште додека ние бевме грешници. Уште додека ние бевме непријатели. И ако се сеќавате пред 10 години, кога прв пат гостуваше Врањската црква кај нас, во февруари 2011 година, тогаш го споменав и оној пример од Христовиот случај со фатениот во Витезда. Значи, што му рече Исус на фатениот? Прво го праша, дали сакаш да бидеш здрав, нели? Тоа е Јован 5 глава, да не отвараме таму, премногу добро познат случај. И овој веднаш одговора, да, Господи, ама нема кој да ме спушти во базенот додека кој ќе се помати водата, за да бидем излечен, бидејќи се случувало таму едно повремено, веројатно ретко чудо. И Христос веднаш го одвраќа неговото внимание од тоа нешто, од таа случка. Туку веднаш, како од пушка, веднаш, што му вели после тоа? Земи го твојот одар или леглото, стани. Му дава заповед да стане. На човек што 38 години не можел самиот ни да се мрдне, вака седечки да се довлечкува до базенот. И така веднаш, без никаков вовед, без некаква подготовка, малку да го подготви. Веднаш, заповед да стане. И сега, прашањето мое беше, ќе ве подсетам, кога Господ ја дал силата за да оздрави телото, нервите и мускулите на овој човек? Тогаш кога ја дава заповета, земи го леглото и стани, или тогаш кога фатениот со вера пробува да стане. Кога Христос ја дава силата со самата заповед. Значи, тоа беше точниот одговор. Тогаш кога Христос вели, земи го леглото, стани, тогаш ја дава силата. Господ ја дава, веќе ја дава силата. Веќе ја дава благодатта, зато се вели благодат. Нешто што се дава од Бога. И второто прашање беше, кога фатениот ја прима таа сила?
тогаш кога поверувал и веднаш се обидел да стане, со вера, фаќајќи се со вера за овие Христови зборови. Тоа го потврдува Елена Вајд. Сите едно место вели, мислам беше Христови очевидни поуки 333 страна, ако не се лажам. Сите негови заповеди или повелби се оспособување. Значи, со самата заповед Господ, ако Господ бара нешто од тебе, тој веднаш те оспособува, веднаш постои благодата со која што можеш да го направиш тоа нешто. Дали Господ некојаш би ти наредил нешто што не можеш да го направиш? Не може. Се замисли ситуација. Ако Господ тебе ти рече, претвори ги овие камења во лебови, ќе го направиш тоа? Ако Господ ти даде таква заповед. Или ќе речеме, Господ, не, ја не сум Господ, ја не сум ти, па да ги направам. Ама ако Господ ти наредува да ги направи, што значи тоа? Значи, тој веднаш тој ја дава силата за да го направиш. Ако тој ти заповеда, ако без негово слово, без негова заповед, ти самиот се молиш за такво нешто, не мора да се случи. Но кога Господ кажува, кога Господ заповеда, тој ја дава и силата за тоа нешто. Господ и веќе го ослободил израелскиот народ пред да склучи завет со него на Синајската гора. Само да ги прочитам овие зборови. Од Римјаните 5 глава, од 5 до 11 стих. Надежта пак не посрамотува, зашто љубовта Божја е излеана во нашите срца преку дадениот нам Свети Дух. Значи преку Светиот Дух. Зашто уште кога бевме слаби, Христос во одреденото време умре за кого? За безбожниците, се вели. Навистина тешко би можел некој да умре за праведник, а за добар може би некој и би се решил да умре. Но, 8 стих, Бог ја докажа љубовта своја кон нас со тоа што Христос умре за нас, уште додека бевме грешници. Че кога бевме ние непријатели Божи, безбожници, Господ веќе го дал својот син. Веќе го дал сиот дар, што му е потребен на грешниот човек за негово спасение. А сосема друго прашање дали кој и дали го прима тој дар. Бидејќи познатата поговорка вели, со сила можеш да му одземеш нешто на човека, ама со сила не можеш ништо да му дадеш, ако тој не го прима и не сака да го прими. Затоа сега, откако веќе сме оправдани со крвта негова, многу повеќе ќе се спасиме преку него од гревот. Зашто ако се помиривме со Бога преку смртта на неговиот син, уште додека бевме непријатели, тоа е затоа што Господ на крстот веќе го помирил целиот свет со себе си, а тоа не значи дека сите луѓе во светот ќе се спасат, туку сите треба сега поединечно да го примаат, да го прифаќаат тоа помирување. Тогаш уште повеќе ќе се спасиме преку неговиот живот, откако сме се помириле. А освен тоа и се фалиме со Бога преку нашиот Господ Исус Христос, преку кого добивме сега помирување. И многу подетално зборува за оваа тема во 2 Коринтијаните, цела 5 глава, може да се ја прочитате, например. Одиме понатаму. Има еден интересен момент во одсекот од понеделникот, Заветот и Израел.
И би сакал да ги чуем на македонски зборовите што започнуваат со предпоследниот пасус во понеделник, излезот од Египет, и така натаму долу до крајот, на наредниот пасус, кој завршува со зборот Синај. Кој би сакал да ги прочита? Еве Зорица, може кај Зорица позади, кај... Да, само момент да дојде микрофонот до тебе. Излегувањето од Египет, големиот символ на Божјата спасоносна благодат, исто така се засновало на заветот што Господ го склопил со нивните татковци. Односно, дури и пред да се родат носителите на заветот, ветувањата се дадени во нивна корист. Така тие, без никакви собствени заслуги во најмала рака, го примиле ветеното избавување што Бог го издействувал за нив преку чудата и настаните во текот на излегувањето од Египет. Тука работите секако не завршиле. Отишле до Египет. Каде? Да, по Синај, каде официјално е воспоставен заветот со нив. 2 Мојсеева 20 глава. А во седиштето на тој завет биле Евангелието и законот, 10 заповеди со кои се повикани да се подчинат како израз на нивниот спасоносен однос со Господа, кој веќе ги избавил. Затоа тие секогаш одново биле повикувани на послушност на тој закон, како удел во заветот кој е потврден на Синај. Благодарам. Тука, ако забележувате, авторот се буни, без што не ги разликува двата завета, зашто па сега имало завет на Синај, кога веќе Господ ги спасил и ги избавил со заветот, што им го дал на Аврам, Исак и Јаков, значи со вечниот завет. И сега, бидејќи се буни и не разбира зашто па сега на Синај завет, тој помислува дека е ова истиот завет, ги брка, значи Аврамовиот завет со стариот завет на Синај, и затоа овој на Синај го нарекува официјално. Демек со Аврам не било официјално. И со Аврам било официјално. Се сеќавате, со Аврам имаше цела една церемонија, што на времето проучувавме, нели? И отворете во Битие, да ја читате пак. Официјално имаше една церемонија со крвна жртва на 2 дела и така натаму. Значи, не бил Синај нешто поофицијално. За жал, авторот не ги разбира двата завета, па што не е он единствен во тоа. И затоа тука малку се гледа во одсекот од понеделникот дека се брка, се буни околу ова прашање. И во последната реченица, затоа тие одново и одново биле повикувани на послушност кон тој закон, како нивен удел во заветот, кој што бил потврден на Синај. Значи, демек Синај е истиот завет со Авраам, а на Синај само бил потврден. Разбирате што сакам да кажа? А тоа е погрешно. Заветот кон Аврам, како што проучувавме со години наназад, и летос како го зборував за двата завета, и Синајскиот завет се различни завети. Едниот е вечниот завет, што Господ му го дал на Аврам, и потоа го потврдувал на Исака и Јакова, а Синајскиот завет е друг. Но, кај првите зборови од предпоследниот пасус во понеделник, авторот сепак, кога вели излезот од Египет, значи големиот символ на Божјата спасоносна благодат, значи нивното избавување од робството во Египет, исто така се засновало на што? На заветот кој што Господ го склопил со кого? Со нивните татковци. На кого мисли авторот под нивните татковци?
Аврам, Исак и Јаков. Точно. И сега кога се завртиме следната страница, одсекот од вторник, доаѓаме, според мене, до клучната забуна. Клиф, ќе му напишам на Фейсбук, пошто ми е и таму пријател. Требаше само да го поставиш прашањето за Пета Мојсеева 5.3, што Зоран го цитираше за време на поуката. И како да го разбереме овој стих, и тука требаше да застанеш, ние да си разговараме во лекцијата како треба да го разбереме овој стих, а не да дадеш ти одговор, кој што за жал е погрешен. Ајде да го прочитам уште еднаш стихот. Јас го читав и летос како зборов за двата завета, ако се сеќавате. Значи, Пета Мојсеева или Второзаконие, 5 глава, 3 стих. Ова е многу интересен момент. Овие Мојсееви зборови, бидејќи тие исто така ја откриваат драстичната разлика помеѓу Стариот и Новиот Завет. Патам речено, за сите што не следат по интернет, ако оваа тема ви звучи како нешто ново и неразбирливо и шпанско село, погледнете ги наназад сите мои проповеди за двата завета, уште од 26. јуни, па некаде до крајот на јули, во врска со оваа тема, и има и многу поранешни проповеди од минатите години исто така. Што им вели Мојсей на втората генерација израелци? Тој завет, кој завет? Ајде од почеток. Тогаш Мојсей го свика сиот израелски народ и му рече: слушај ги, израелски народе, наредбите и законите што ти ги кажувам денес во ушите твои, научи ги и труди се да ги исполнуваш. Господ нашиот Бог склучи со нас завет на Хорив. Хорив е Синај исто. Значи, не Кожув кај Макчалан, како да речеш. Хорив и Синај се мисли на истата планина. Според вториот стих, со кого вели Мојсей Господ го склучил заветот на Хорив? Со нас, така? Така велат вашите Библии? Со нас. И третиот стих потоа вели: тој завет Господ не го склучи со нашите татковци, туку со нас, кои сме сега тука сите живи. Како што и брат Зоран ги цитираше овие зборови. И сега, што е проблемот сега? Авторот прашува како да го разбереме овој стих. Каков одговор дава самиот на ова прашање? Кој би сакал да го прочите? Последниот пасус од вторник, после прашањето како да го разбереме, третиот стих. Би сакал да видам како на македонски. Ивана, повели. Всушност, што им зборувал Мојсей? Најверојатно сакал да го истакне фактот дека повеќе ги нема нивните татковци, па дека прекрасните заветни ветувања, некогаш дадени на нивните татковци, сега им се даваат ним. Веројатно, тоа бил Мојсеев начин да им стави на знаење дека не би требало да ги повторат грешките на претходните генерации. Ветувањата, но и обврските сега им припаѓаат ним. Благодарам.
во овој пасус, во овој одговор, што подразбира авторот под нивните татковци? Значи, прекрасните заветни ветувања, некогаш дадени на нивните татковци кои што веќе ги нема од предходниот дел на реченицата, сега им се даваат ним. Што подразбира он под нивните татковци, кои што веќе ги нема? На кого мисли? Или дали мисли на предходната генерација што изумрела во пустината? Да. А дали Мојсей мисли на тоа под нашите татковци? Господ не го склучи овој завет со нашите. Се мисли на Авраам, Исак и Јаков. Тоа го зборував и летоска. Затоа што авторот е збунет. Јас ќе ви кажам уште еднаш. Имав чест, за мене се уште чест тоа, што една сабота во јануари 2007 година се запознав лично со Клифорд Голдштейн во неговата местна црква во Мериленд. И таа сабота он беше задолжен од својата црква за да биде нешто како, да не речем келнер, нешто на масата за заеднички ручек беше задолжен. И некој е доста така добар мајтапчија како мене. Имаше една сестра, се сеќавам, кога дојде, една постара жена, дојде и кога ја погледна цела шведска маса со заеднички ручек, праша, дали тука има нешто без шекер? И овој се заврте кон јадењата и почна да ги гледа едно по едно сите, така као малку забавно. И на крај се врти и вели само бадемите. Свежи бадеми. Свето друго било со шекер. И така беше еден, и некој сакам така да ви го пренесам мојот впечаток од него, значи многу пријатен тип и за разговор, и за дружење, и многу искрен тип. И подоцна за време ручекот на маса со него разговараме. Беше и брат Гоце со нас, односно, не се извинувам, беше еден друг брат. Поред не е битно. И човекот искрено ми признава, тогаш, пред 14 години, немам ништо прочитано од Джонс и Вагонер. Ништо не сум прочитал од нив. И покажуваше отпор кон она што јас му зборував и му сведочев во врска со 1888 и Евангелието, сваќањето на толкувањето на Джонс и Вагонер и така натаму. Но човекот си призна искрено, ништо. И ми кажа, во врска со библиските пророштва, бидејќи тој беше автор на предходната библиска полука од последното тромесечие 2006 година, која што беше за пророкот Даниел, пророштата на Даниел. Во врска со библиските пророштва вели, јас се држам до историскиот адвентизам, а во врска со Евангелието се држам до Дезмонд Форд. Новата теологија. Си призна човекот. Да, Дезмонд Форд ми рече. Буквално го спомнен Дезмонд Форд. Човекот признава во што верува и затоа не ме чуди што и сега по 14 години се буни на овие теми. Но тој не е единствениот. Ова е ситуација со повеќето денешни теолози и проповедници на адвентистичката црква. Значи, во понеделникот под оците, под татковците ги подразбирал Авраам, Исак и Јаков, а тука во вторникот се буни и паметот го тера да мисли дека под оците се подразбира првата генерација што изумрела во пустината. Кога Мојсей вели дека
тој завет на Синај Господ не го склучи со нашите татковци. На кого мисли? Ба на Аврам, Исак, Јаков. Не може да мисли на претходната генерација, на овие што сега им се обраќа, нивните деца родени во пустината. Затоа што претходниот втор стих вели Господ нашиот Бог склучи со нас. Значи нема разлика помеѓу оваа втора генерација на која што и се обраќа и нивните татковци што умреле во пустината заради непослушност. Господ на Синај склучи завет со нас, а таков тој завет не го склучил со нашите татковци, Авраам, Исак и Јаков. Затоа што авторот не ја разбира драстичната разлика помеѓу Аврамовиот завет и Синајскиот завет, затоа се буни, сега што сакал да каже Мојсей, кога вели дека Господ не го склучил тој завет со нашите татковци. Па се разбира дека го склучил со првата генерација во пустината. На Синај Господ го склучил заветот еднаш на Синај. Сега на втората генерација родена во пустината не се враќала на Синај за Господ одново да им грми од таму со сите страшни призори. Туку само Мојсей им раскажува на втората генерација во повторените закони во оваа книга, или второзаконие, како што се вика книгата во Константинов и во Руската Библија, исто така. Само на втората генерација и ги повторува и законите и наредбите, што Господ и ги дал на првата, и воедно и го раскажува историјатот, како сето тоа се случувало. Значи, на децата им раскажува што се случувало, како се случувало и што Господ им заповедал на нивните татковци. Нема разлика помеѓу нив. Можеме да речеме дека со втората генерација, а не само со втората, уште со првата, кога Мојсей ги скрши првите плочи заради телето, па потоа Господ му дава нови плочи, значи, и уште со првата Господ го обновува тој Синајски завет, можеме да речеме дека со оваа втора генерација пак го обновува Синајскиот завет, како што реков и летоска во времето на Ездра и Неемија, после Вавилонското робство, повторно бил обновуван Синајскиот завет, стариот завет со сите нив, а од друга страна Аврамовиот, како и новиот завет, се нешто драстично различно од Синајскиот. Значи, Господ на Хорив, на Синај, го склучи тој завет со нас. Значи, на втората генерација и вели нас. Значи, нема разлика помеѓу нивните родители и нив. Тие се сите со нас. А тој завет не го склучи со нашите татковци, мисли на Аврам, Исак и Јаков, како што и Клифорд Голштайн исправно мисли во понеделникот, дека татковците се Аврам, Исак и Јаков, но се буни во вторникот затоа што не разбира или се плаши да признае дека Аврамовиот завет е драстично различен од Синајскиот завет. До ден денес Адвентичката црква се буни и не ја разбира темата за двата завета 133 години после Минеаполис. Но, тоа е тоа, затоа што сме се уште во овој свет. Сега пак, како што идат настаните, нема уште долго да постои овој свет. Денес станува поопасно од порано да се возите со авион. Бидејќи деноиве забележан е случај на пилот кој што за време на летот вакциниран против корона умира од последиците на вакцината, умира за време на летот. И се случува принудно, копилотот е здрав и жив, слава Богу, принудно го спуштаат авионот затоа што главниот пилот умрел како последица на вакцинирањето за време на летот. Сега се разбира
нема да ги прашуваме пилотите пред да се качиме на авион, дали се вакцинирале од Pfizer или од другите отрови. Или дали на некого му раскинала вереницата или сопругата се развела, па ови решил да се самоубие со еден куп патници на врат. И разни такви случаи за кои што слушавме во минатото. Наше нека биде само тоа, било да одиме некаде со авион, било да одиме пешки, било со автобус, било со воз, со брод и така натаму, да одиме по Господовиот пат. Да биде тоа по Божја волја. Нему нека му е фала и слава вечно. Амин. Оче наш, ти благодариме што си милостив и долготрпелив со секој ден од нас. Ти благодариме што си ја покажал и докажал својата љубов кон секој ден од нас. Ти благодариме за најголемиот дар, жртвата на Твојот возлюбен син, за сите наши гревови и беззаконија. Господи, прости ни за сите наши неверства, за сета наша непослушност, за сите наши престапи. Секогаш кога сме те ожалостиле и разочарале. Тебе, кој што никогаш не си не ожалостил и никогаш никого не си разочарал. И ние сме сведоци дека никогаш ти нас не си не разочарал. Кој подолго, кој пократко. Те молиме, Господи, за Твојата благодат и во текот на остатокот од овој саботен ден. Те молиме за Твое водство и заштита. Те молиме за нашите болни, ти благодариме уште еднаш што сестра Катица е со нас втора сабота поред. Те молиме за сестра Стевка, за брат Стојан. Те молиме за сите други немокни, слаби, за мнозина кои што се разочарани, оладени во верата, за мнозина кои што ја загубиле верата. Те молиме, Господи, нека Твојот Свети Дух ги допре одново нивните срца и особено во светлината на овие настани што се случуваат, да ги разбуди, да ги освести, да ги привлече одново, не кон нас, туку кон Тебе и кон книгата на Заветот, Светото Писмо. Ова те молиме и за ова ти благодариме во името Христово. Амин.